Како беше пред 2013-та, ми текнувавме на кај школа кај преку булеварот кај гази баба, како да газиш низ минско поле. Чкрипеа кочници, имаше судари, катастрофа беше. Тогаш немаше подземен премин кај булеварот, а паркот беше дувло. Тогаш немаше мајки со деца, други работи се случува. Во тоа време немаше парк на првот на градски трговски центар. Тоа беше бетон, запуштено. Јани воведе енергетска ефикасност, гасификација, штедливи светилки, сончеви колектори, појавија клубови за лица со посебни потреби, дневни центри, специјални возила, лифтови. Пред тоа немаше ништо од тоа. Од 2013 па наваму не се истече ниту едно дрво. Скопје почна да станува паметен европски град. Ми текнува на 2013 година. Во Скопје тогаш немаше градски живот. Немаше градот никаков дух, немаше слобода. Скопје беше претворен во провинцијски град. А плоштадот беше како игротека во Лас Вегас. Сите што доаѓа во Скопје паѓаа од смеење, а ние умиравме од срам. Немавме каде да вежбаме, немавме каде да свириме. Нормално свиревме по дома. А дома знаеш, комшии се бунат, твоите сакаат да спијат. Тогаш градот не даваше простори за вежбање као сега кај катната гаража кај МТО. Тогаш плаќавме се, и автобус, и храна за во школа. Немаше ништо за деца, за студенти. Само пари ни зимаа. Тогаш полицајците тепаа, не беше како сега, ноќни патроли, учтиви, фини, ќутек брат. Колку што се сеќавам, до 2013 година немаше кабаретска сцена во Скопје. А луѓето како да заборавија да се смеат. Памтам дека плоштадот на Солидарноста беше обична улица. Пред музеот на Скопје возеа коли и немаше пешачки проспект. Дали се сеќам на 2013-та? Да, тогаш падна зидот и јас учествував во тоа. Да, во 2013 година во Скопје постоеше еден зид. Го изградија некои луѓе кои изнадојдоа од некаде. Граѓаните не знаеа и се прашуваа што всушност зидаат овие луѓе. Едни велеа дека тоа е некаков културен објект, други дека се стамбени згради, трети дека се училишта, болници, но никој всушност не беше сигурен во своите предпоставки, затоа што градителите на зидот молчеа. Тие немаа одговор на прашањето што е тоа што имаат намера да го изградат. Ги сечеа дрвјата, за да може зидот и понатаму да се шири. Отстрануваа цели објекти, менуваа личен опис на цели плоштади, улици, мала. И зидот стануваше се поголем и поголем, се повисок и подебел. Граѓаните на Скопје многу често не стасуваа таму каде што наумиле. Зидот ги одвои од нивните омилени места за излегување. Зад него остана културното живење. Зад него и во заборав падна градскиот живот. Зидот ги одвои скопјани од нивните плоштади, ги запоседна тротоарите. Зад него остана сето зеленило, зад него остана изложбите, концертите, скопските журки. Зад него остана и цветниот пазар, игралиштата за баскет, чистиот воздух. Дури и домашните миленичиња. Моето куќе, мојот најдобар пријател, остана од другата страна. Граѓаните многу често, кога ќе го напуштеа својот дом, наидуваа над зидот, а тој беше толку голем, што не можеше ниту да се прескокне, ниту да се заобиколи. Берлинскиот зид беше ништо во споредба со тој, скопскиот. Тој ги подели луѓето по националност, тој го прегази дури и скопското кале.
Тој ги подели џамиите од црквите, ги раздвои пријателите, разедини семејства. Тој ѕид влезе во сите пори на градскиот живот, дури и во театарот, дури и во собранието. Тој ѕид беше ѕид на срамот. Но, во таа историска 2013 година се случи промена. Постарите сигурно паметат, а помладите, верувам, се сеќаваат на денот кога ѕидот на срамот падна. Dark sarcasm in the classroom.